Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на последната епизода посветена на Евангелието според Матеј. Во претходната стигнавме до стих 50 од глава 27, каде е запишана смртта на Господ Исус, која се случи поради нашите гревови. Слушнете што се вели таму. А Исус, откако повторно извика со силен глас, го испушти духот. Исус беше распнат на крст, тоа го читавме во стих 35. Матеј не ни дава детален извештај за тој настан, туку само дека Исус беше распнат на крст. Мислам дека Светиот Дух намерно не дозволи евангелистите да ни даваат многу детали за овој настан, со цел фокусот да не ни отиде во поинаква насока. Стих 51. И наеднаш се расцепи завесата на храмот на две, од горе до долу, и земјата се затресе и карпи паднаа. При Христовата смрт се случија неколку важни настани, а еден од нив беше појавата на земјотресот. Другиот е тоа што во храмот се расцепи завесата од горе до долу. Ова не беше дело на човек. Во таков случај би се расцепила завесата од долу до горе. Патем, завесата стоеше како еден вид на влез на местото каде свештениците влегуваа да посредуваат за народот. Со тоа што таа завеса се расцепи, Бог како да сакаше да каже дека луѓето немаат веќе потреба од свештеници кои ќе посредуваат за нив, туку Христос е новиот и совршен посредник помеѓу човекот и Бога. Секој кој верува во Христос може да дојде пред Бога. Но она кое морам да го нагласам е дека тој пристап е само преку вера во Господ Исус Христос. Постои само еден пат до небесниот Татко. Оној кој умре на крстот за нашите гревови, ни го возможи тој пристап. Во прво послание до Тимотеј, глава 2, стих 5 се вели: има само еден посредник помеѓу Бог и човекот, а тоа е Исус Христос. Стихови 52 и 53. И гробови се отворија, и многу тела на упокоени светии воскреснаа, па кога излегоа од гробовите по воскреснувањето негово, влегоа во светиот град и им се јавија на мнозина. Ова е навистина интересен дел од Евангелието. И јас би сакал Матеј да беше подетален и да ни даде повеќе информации за воскресението на светиите за кое тој пишува. Станува збор за чудо, исто како и расцепувањето на завесата од горе до долу. Не знам кои се овие светии за кои Матеј пишува. Може би станува збор за оние кои неодамна се упокоиле, а верувале во Бога. Или пак станува збор за сите верници кои до тој момент биле упокоени. Навистина не знам, но очигледно е дека станува збор за големо чудо. Патем, ова е совет за оние од вас кои доволно добро го познаваат англискиот јазик за да можат да читаат книги. Има една неверојатна книга со наслов Шесте чуда на Голгота, напишана од страна на бискуп Николсон. Станува збор за мала книга во која тој ги обработува 6 чуда поврзани со Исусовата смрт на Голгота. Топло ви ја препорачувам и мислам дека ќе ви даде многу добар увид и перспектива на овие настани за кои сега размислуваме. Стих 54. А стотникот и оние што со него заедно го чуваа Исус, откако го видоа земјотресот и се друго што стана, се уплашија многу и говореа: навистина овој беше Син Божи. Во Евангелието според Лука се вели дека стотникот застана покрај крстот. Предпоставувам дека овој човек немаше големо познавање од областа на теологијата, но сепак го знаеше најважното нешто, дека Христос е Синот Божи. Тоа е единственото нешто кое е потребно за спасение. Немам ништо против длабокото познавање од областа на теологијата, но најважната теолошка вистина која треба еден човек да ја познава е дека Исус Христос е безгрешниот Божи Син, кој умре на крстот за наше спасение.
Јас лично сметам дека овој човек се спаси во тој момент, бидејќи поверува во Божиот Син. Стихови 55 до 57. Таму беа и гледаа оддалеку исто така многу жени, што го следеа Исус од Галилеја и му служеа. Меѓу нив беа Марија Магдалена и Марија, мајка им на Јаков и Јосиф, и мајката на Заведеевите синови. А кога се стемни, дојде еден богат човек од Ариматеја по име Јосиф, кој му беше исто така ученик на Исус. Се до овој момент, Јосиф од Ариматеја воопшто не се спомнува. На ниту едно место не е спомнат како Исусов ученик. Може би можеме да претпоставиме дека Господ Исус имаше и тајни ученици кои со тек на време излегуваа во јавност, како што тоа го стори Јосиф. Стих 58. Тој отиде кај Пилат и го побара телото Исусово. Тогаш Пилат нареди да му го дадат телото. Во Евангелие според Јован, глава 19, стихови 39 и 40, читаме дека заедно со Јосиф дојде и Никодим, фарисејот кој исто така беше искрено заинтересиран за Исусовите зборови. Тие донесоа и околу 100 литри смеса од смирна, која се користеше за премачкување на телото при погребение. Јосиф и Никодим беа Исусови ученици, но се до овој момент се чини дека нивната вера беше тајна. Конечно, собраа храброст за јавно да се поистоветат како Исусови ученици. Тие всушност се погрижија за погребението на Исусовото тело. Продолжуваме со читање, стихови 59 и 60. А Јосиф, штом го зеде телото, го завитка во чисто платно и го положи во својот нов гроб, што го беше издлабил во карпа, па откако постави голем камен над гробната врата, си отиде. Ако го посетите градот Ерусалим и неговата околина, ќе забележите дека има една локација за која се верува дека е гробот во кој беше положено телото на Исус. Тоа е барем верувањето на некои луѓе. Јас сум бил таму и не знам дали тоа е вистина или не, но според мене најважното нешто не е да се најде вистинската локација на гробот каде Исус беше положен. Кога го посетив тоа место, забележав една жена како клекна и го бакна подот од тој гроб. Сметам дека од духовна гледна точка, таквото дело нема никаква вредност. Посетата на тие така наречени свети места, или пак извршување на каков било обред или ритуал на тие места, не им помага на луѓето. Бог не побарал од нас да вршиме такви дела. Тој од нас бара да имаме жива и делотворна вера. Стихови 61 до 66. А таму беа Марија Магдалена и другата Марија, кои седеа спроти гробот. На другиот ден, по петокот, се собраа првосвештениците и фарисеите кај Пилат и му рекоа: Господаре, се сетивме дека оној измамник, уште дури беше жив, рече: по 3 дни ќе воскреснам. Затоа, нареди да се причува гробот до 3-тиот ден, за да не отидат учениците негови ноќе и да го украдат, па да му речат на народот: воскресна од мртвите. Та последната измама ќе биде полоша од првата. Пилат им рече: имате стража, одете и осигурајте го како што знаете. Тие отидоа и со стража го осигураа гробот, а каменот го запечатија. Интересно е тоа што иако фарисеите не разбраа голем дел од Исусовите поуки, сепак многу јасно им беше дека Исус зборуваше за своето воскресение. Затоа тие побараа од управителот на областа да постави стража, за Исусовите ученици да не го украдат телото. Знаете што е уште поинтересно? Тоа што откако Господ Исус воскресна, фарисеите го искористија токму овој аргумент и рекоа дека учениците го украдоа телото додека стражарите спиеа. Од текстот кој го прочитавме може да се забележи дека Господ Исус не само што го најави своето воскресение, но и кажа кога ќе се случи, 3 дена по неговата смрт. Кога фарисеите побараа помош во форма на стража пред гробот, Пилат повторно попушти пред нивните барања. Во Евангелијата немаме многу информации за неговиот карактер,
но ми се чини дека станува збор за човек кој сакал да им угоди на другите, се со цел да си го задржи својот престол. Таквите луѓе, односно оние кои се подготвени да сторат се само за да останат на власт, се навистина опасни. И навистина е жал што и денес во политиката има многумина такви. Со тоа доаѓаме до глава 28, во која ни е запишано Исусовото воскресение и големото пратеништво, односно моментот кога се објави пред учениците и ги прати по целиот свет за да го проповедаат Евангелието. Досега читавме и размислувавме за смртта на Христос, но сега доаѓаме до уште еден носечки столб од ова Евангелие, а тоа е воскресението на Христос. Без воскресението, Евангелието нема да има никаква смисла. Во прво послание до Коринтјаните, глава 15 стихови 3 и 4, апостолот Павле пишува: Ви го предадов најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови, според писмата, дека тој беше погребан и дека на третиот ден воскресна според писмата. Во глава 27 се запишани погребението и смртта Исусова, а сега во глава 28 читаме за победата на смртта. И смртта и воскресението се важни за наше спасение. Смртта затоа што тој се даде на крстот за да ја плати цената за нашите гревови, а воскресението е важно бидејќи тој воскресна за наше оправдание. Оној кој не знаеше за грев, стана грев, се со цел ние да ја добиеме Божјата праведност преку него. Она што го издвојува Господ Исус од другите познати религиозни водачи е воскресението. Сите останати починаа, а и никој од нив не умре наместо своите следбеници, освен Исус. Тие религиозни водачи не ни зборуваа за своето воскресение. Од друга страна, Господ Исус не само што го најави своето воскресение, туку и навистина воскресна 3 дена по смртта. А каде се посмртните останки на Господ Исус? Ги нема, затоа што тој сега седи од десната страна на небесниот Татко. Забележете што пишува во првите 2 стихови од глава 28. Кога измина саботата, на осамнување во првиот ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем потрес. Ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отстрани каменот од гробната врата и седна на него. Зошто ангелот го отстрани каменот од пред гробот? За Исус да излезе? Не, бидејќи тој веќе беше воскреснат и излезен од гробот. Ангелот го тргна каменот за Марија Магдалена и другата Марија да можат да влезат. Стихови 3 до 6. Лицето му беше како молња, а лиштата бели како снег. А стражарите, уплашени од него, трепереа и беа како мртви. Ангелот им се обрати на жените и им рече: Не плашете се, знам дека го барате Исус распнатиот. Не е овде, воскресна, како што беше рекол, дојдете и видете го местото каде што лежел Господ. Ова се вистините во кои секој искрен христијанин треба да верува. Прво, да знаеме дека немаме причина за страв, а основата за тоа отсуство на стравот е Господ Исус Христос, кој беше распнат, но и воскресна. Никој не може да се нарече себе си христијанин се додека не поверува во овие зборови. Стихови 7 до 10. Па отидете бргу и кажете им на учениците негови дека тој воскресна од мртвите. И ете, ќе отиде пред вас во Галилеја, таму ќе го видите. Ете ви кажав, и излегоа брзо од гробот, со страв и голема радост и отрчаа да им соопштат на учениците негови. Кога одеа да им јават на учениците негови, Исус ги пресретна и им рече: Радувајте се. А тие се приближија, ги гушнаа нозете негови и му се поклонија. Тогаш Исус им кажа: Не плашете се, одете и соопштете им на браќата мои да отидат во Галилеја и таму ќе ме видат. Забележете што се вели во стих 11. Кога одеа тие
Ете, некој од стражарите, влегувајќи в град, им кажа на првосвештениците за сето она што беше станало. Стражарите се вратија во градот, за на религиозните водачи да им го кажат тоа што го виделе. Тие не знаеа кога Исус излегол, но знаеа дека телото го нема и поради тоа беа преплашени до смрт. Прво, им беше страв затоа што се случи нешто необично. Не ми се верува дека претходно чувале гроб на мртов човек, но самото тоа што мртвото тело го нема, беше навистина чудно. Стихови 12 и 13. И тие, кога се собраа со старешините и се посоветуваа, им дадоа многу пари на војниците, велејки: кажете дека учениците негови дојдоа и го украдоа кога ние спиевме. Ова е навистина безсмислено. Замислете војник од римската војска, која била позната по својата дисциплина, да заспие за време на неговата стража и некој да го украде мртвото тело кое му било дадено да го чува. За да се украде тоа тело, не само што треба да дојдат неколку луѓе, но исто така треба и да помрднат многу голем камен, а сето тоа сигурно ќе предизвика звуци кои би го разбудиле војникот. Замислете таквиот војник да оди пред својот претпоставен и да рече: заспав. Сигурно ќе биде погубен на лице место. Стих 14. И ако за тоа чуе управникот, ние ќе го смириме и ќе направиме и вам ништо да не ви се случи. А тие ги зедоа парите и направија како што беа научени. И тој глас се пренесува меѓу јудејците и до ден денес. Непријателот се обиде да представи своја верзија на настаните и за жал многумина поверуваа на тоа. Во стих 16 и стиховите кои следуваат по него ни е дадено големото пратеништво. Што се однесува до ова пратеништво, има две екстремни гледишта и според мене треба да се пазиме од нив. Првата група, која оди кон една крајност, се оние кои тврдат дека овие зборови се единствената заповед која Господ Исус и ја дал на црквата. Со други зборови, тоа значи дека црквата треба најмногу да ги пази овие зборови. Другата група пак вели дека овие зборови се упатени само кон првите ученици и немаат никаква поврзаност со нас денес. И двете гледишта се погрешни. Евангелието според Матеј е полно со духовни вистини кои имаат примена и за нас денес. И големото пратеништво е една од тие вистини. Големото пратеништво, за кое наскоро ќе читаме, е всушност разговорот во кој Господ Исус ги праќа учениците да одат по целиот свет и да го проповедаат Евангелието на сите народи. Мене навистина не ми е јасно како некој може да каже дека ова се најважните зборови во Евангелијата, или пак како некој може да каже дека овие зборови не се однесуваат на нас. Да видиме што вели текстот. Стихови 16 и 17. А 11 ученици отидоа во Галилеја на гората, каде што им беше заповедал Исус, па штом го видоа, му се поклонија, а некои се посомневаа. Зарем ова не е вистина и денес, речиси 2000 години подоцна? Некои веруваат во Господ Исус, а други се сомневаат и не се сигурни. Секој човек во светот припаѓа на една од овие две групи. Или верувате, или се сомневате. Стихови 18 до 20. А Исус, кога се приближи, проговори и рече: ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Низ целото ова Евангелие, Матеј го представува Господ Исус како цар над се, а овие стихови ја потврдуваат таа слика. Тој вели дека му се даде секаква власт на небото и на земјата. Што значи тоа? Тоа значи дека Господ Исус Христос владее над се што се случува во целата вселена.
Воскреснатиот цар владее со се што постои и на сите кои веруваат во него им дава мисија да направат негови ученици од сите народи во светот. Ова е повик да се шири и проповеда евангелието на секое човечко битие. Патем, запазете го редоследот на нештата за кои Господ Исус зборува. Тој вели дека прво треба да ги научиме луѓето на неговиот пат, па потоа да ги крштеваме и по крштевањето да продолжиме да ги поучуваме се што тој ни заповедал. Со други зборови, ова значи дека пред да се крштеваат луѓето, тие треба да бидат свесни за Господовите зборови и како резултат на таа свесност да донесат одлука да се крштеваат. Господ Исус не само што не повикува да му служиме, но на крајот од неговиот говор кажува нешто многу важно, дека ќе биде со нас во сите дни, се до свршетокот на светот. Колку прекрасно ветување! Вистинските христијани знаат дека додека се на оваа земја имаат мисија, а тоа е достојно да го представуваат својот Господ и Спасител пред луѓето. При сето тоа, добро и полезно е да бидат свесни дека не се сами, туку дека оној на кого се надеваат е постојано со нив. Со тоа го завршуваме проучувањето на Евангелието според Матеј. Од него дознавме дека Господ Исус се роди како цар, живееше како цар, умре и воскресна како цар и се уште владее над целата вселена. Еден ден ќе се врати на оваа земја како цар на царевите и господар на господарите. Се надевам дека ќе го пречекате со вера. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.